Вторник, 5 март, кратки вести во 12 часот. Изградбата на автопатот Кичево Охрид е највисоко на листата матни настани за месец февруари на барометарот на корупција на Transparency International Македонија и покрај дополнителен заем од $180 милиони, пролонгирање на изградбата за 6 години и изголемување на вредноста на договорот за 45%. Делницата Кичево Охрид не е изградена. Недостатоци за проектната документација, нерешените експроприации на земјиштето, како и недоволно обезбедените соодветни човечки и технички ресурси од страна на изведувачот влијаеле на пролонгирање на изградбата и предизвикале дополнителен одлив на финансиски средства, стои во извештајот на Државниот завод за ревизија. Интернет порталот fakulteti.mk објави резултати од анкета кои носат поразителни бројки за ставот на македонските граѓани кон евентуалното напуштање на државата. На прашањето дали и вие би ја напуштиле Македонија, добивме одговор кој слободно можеме да кажеме дека е поразителен. Неверојатни 77,7% од испитаниците би се иселиле од татковината, додека 22,3% би си останале дома, стои во објавата. Околу причините за иселувањето од државата се наведуваат митото, корупцијата, политизираноста на општеството, незадоволството од образованието, здравството, законодавството, загаденоста и нормално финансиите. Често во одговорите наведуваат дека се чувствуваат деградирани и немоќни во сопствената татковина, но и дека државата свесно ги брка младите. Ако влезам во трката за председател, ке се залагам за враќање на името на Република Македонија и за раскинување на Охридскиот рамковен и договорот со Бугарија, вели во краткото интервју за Супер Радио независниот кандидат господин Поповски. Истакна дека ќе се залага за сите граѓани за намалување на бројот на министерствата, младите да не заминуваат во странство, а ако влезе во трката ќе бара уште од првиот ден од кампањата со останатите кандидати да излезат на телевизиски дуел. Со оглед на тоа што се уште не го има собрано потребниот број потписи, тој ги повика сите граѓани масовно да излезат и да го поддржат. Времето денес облачно и посвежо со врнежи од дожд и снег на повисоките места, дува слаб до умерен северозападен ветер. Максималната температура во Охрид до 7 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик. Технички реализатор Реджеп Селман.